1. Неприфаќање на новиот ученик. Во делението дојде нов ученик. Алекс, тој е срамежлив и никого го не познава. Браво. Нов ученик, па видете го вени здраво, не знае да каже. Да, ај малку е и чуден. Може да седнам? Што? Оде никако. Ти можеш таму сам да се седнеш. Еј, дечки, не мислите дека претеравте? Ајде сега вие да мислете се да све на негово место, како вие сами ќе се осеќате вака. Алекс се чувствувал самено и тажно. Дечки, дали ви се допадна сцената? Не. Зошто не ми се допадна? Кој беше проблемот? Бидејќи мене не ми се допадна, бидејќи не го пуштија да седне до него. Не ми се допадна дека не го пушти да се они доди на одмор. А дали некој беше добар кон него? Да, Илина ги скара со своите другарки, затоа што не го прифати Алекс за свој другар. Сцена 2. Прифаќање на новиот ученик. Во делението повторно се врати Алекс. Тој е многу устрамен и тажен. Браво. Видете, дечки, Алекс повторно се врати во нашето одделение. Дојди, Алекс, дојди до мене да седни. Истина? Да, ела до мене. Еј, Алекс, сакаш да дојдеш на одморот да играш со нас? Па би сакал. Да, дојди. Ке ти покажеме колку интересни игри играме на големиот одмор. Добре дојде Алекс во нашето одделение. Ајде дечки, сите да одиме. Сега Алекс се прифати на другарчината и многу е среќен. Која сцена ви се допадна повеќе? Втората. А зошто втората ви се допадна повеќе? Бидејќи го пушти да седни до него. Не ми се допадна дека го пушти да се они доди на одмор. Мене ми се допадна затоа што на Алекс сите игри му ги кажа нивни. Види!